Здраво на сите! Уште еден подкаст, уште една епизода Марија во Америка. Овој подкаст е наменет за сите македонци овде во Америка и сите оние кои што имаат приказна да си кажат. Се соочуваме со многу проблеми, со многу успеси, со многу падови и овој подкаст е токму да ги раскаже тие приказни. Марија во Америка е овде за сите вас. Присутни сме на Инстаграм Марија во Америка, Facebook фанпејдж Марија во Америка. Ова е и имејлот на кој што можете да не контактирате, да не поддржите и да бидете заедно со нас. Денешнава приказна која што имаме да ви ја раскажеме е една многу интересна, уникатна и нормално може да ве донесе и до солзи. Започнуваме веднаш. По најавната шпица ја гледате и гостинката. Марија во Америка, подкастот кој што ви ги раскажува македонските приказни и судбините на нашите македонци овде. Ова издание, моја гостинка, на моја огромно задоволство и навистина ми е чест што ја имам овде во студио, е една извонредна дама. Дама која што е македонка, која што живеела, работела во Македонија и сите многу добро ја знаете. Но денес е овде, живее и работи во Америка. Кратко и јасно. Ава Керш, добре дојдовте. Добре ве најдов и благодарам на поканата да видам ваша гостинка. Баш сум пријатно изненадена дека еве имаме ваква водителка и во Америка. Ви благодарам на вистина, чест ми е што сме овде, драго ми е што се договоривме, што конечно распоредите се оклопија за да можеме да разговараме. Точно. Како по дома, како да сме на кафе седнати. Точно. Ни доаѓате од Македонија, нели? Да. Македонка, родена во Македонија, од каде ни доаѓате? Родена сум во Струмица, многу луѓе не знаат. Јас сум родена во Струмица, меѓутоа во Скопје го поминав повеќе од мојот живот, цел живот. Така. Отидов на 15 годишна возраст на медицинско училиште и таму останав. Како и многумина од нас. Многумина. Како, например, јас студирав, живеев и работев во Гевгелија новинарство. Да. Се отидов в Скопје, останав таму, работев, студирав и тоа е тоа. Да. Додека живеевте во Струмица. Мгм. Сакавте да се занимавате со музика или медицината ви беше нешто што се стремевте? Музиката од секогаш ми беше прва желба и почнав да пеам многу одамна. Нормално, по школите, во секакви музички групи, по хорови се запишував и тоа бев претерано активна. Меѓутоа, гледачите не знаат, имам една тајна што никогаш не сум ја кажала и прв пат ќе ја кажам овде. Сите мислат дека почнав покасно да пеам околу, кога го сретнав Пепија, уствари јас пеев тајно, кога имав 18 години, може и пред тоа, 17 годишна возраст, може би во дом на ЈНА, пред војската. Меѓутоа не беше поддржано, знаеш, млада девојка да пее по такви места. Беше строго. Строго забрането. И тоа беше моја тајна. Така. Меѓутоа пеев. Така. Што сакавте да пеете? Немав одредено, меѓутоа, окей, во тоа време беа странски песни, Аба беше многу популарна, со тие странски песни никогаш не сум пеела македонска песна. Секогаш верував дека не ми стои убаво, не можам да ја отпеам убаво, како што би требало. Македонската песна мислам дека е тешка, многу уникатна и моето мислење е дека не секој може да ја пее. Се бројат на прсти луѓе кои можат да испеат наша народна македонска песна. Ве знам уште од многу одамна, никогаш не сум имала можност да ве запознам во живо, но еве денес ми е чест што е тоа така. Да. Ве следев од страна, бев многу мала, ве гледав на телевизија и името, вашето име од секогаш ми беше интересно и необично. Ава Керш. Тоа доаѓа од нешто, кратенка е од нешто? Кратенка е, точно. Оригиналното презиме ми е Кершманц. Јас сум дете од мешан брак и
се мислевме кершманц е малку туѓо за македонскиот простор, па дури и керш не е некое, не е баш македонско, да кажам, се извинува. И мислевме и на крај Пепи одлучи, знаеш што, вика, ќе го скратиме. Ава керш. Викам, окей, добро. И така остана моето уметничко име да биде Ава Керш. Така. Спомнавте мешан брак. Мајка? Мајка ми е муслиманка, Така. татко ми беше германец, меѓутоа мешан. Германец, татко, мајка турчинка. Така. Со јас сум навистина од мешан брак. Немавме ништо, како дете се сеќавам, почитувавме секаква религија и ги празнувавме и македонските празници и, да кажеме, Бајрам кога доаѓаш, и тоа го правевме и почитувавме Сите традиции. сите традиции, да. Кога отидовте Скопје, кога се преселивте, ги носевте тие традиции и вредности со вас? Секако. Така. Бев научена уште од мала да почитувам секаква религија и, знаете, научив, ако знаеш повеќе за религијата на луѓето, за различни религии, така учиш да ги почитуваш. Секоја религија има свое значење, има своја вредност и мислам дека е убаво, па посебно во Америка ти помага затоа што е, како што ја викат, country of diversity. Навистина мораш да почитуваш секаква религија. Јас сум со такво мислење, мене никогаш не ми значило кој што е, како е, не ме ни интересира. И да. Денес кои празници ги славите? Денес американските празници, тука сме и тоа славам. Нормално и нашите празници секако, меѓутоа и американските празници. Овде, како што знаете, не може да се избегне Крисмас, нема шанса. Да толку многу се празнува и е убаво, ми се допаѓа, зошто да не? Така. Убаво е човек кога знае, кога празнува и почитува се. Да. Ќе ве вратам кога отидовте Скопје. Студиравте медицина, работевте додека бевте во Скопје? Работев од моја 19 годишна возраст. Почнав многу рано како медицинска сестра и бев на онкологија. Беше интересно, работев со многу добри доктори. Можам да кажам вистински професионалци, не само докторите, туку и сестрите, моите колешки, значи персонал што на вистина има огромно знаење. Имав прилика и сум горда што работев таму. Можам да кажам, научив толку многу што тоа се покаже и овде кога дојдов да работам во Лојола, што е познат универзитет во Америка. Искуството си го прави своето. Точно. Споменавте Струмица. Во контакт сте со вашата фамилија таму? Имате некој... Апсолутно, да. Мојата мајка е таму, моите сестри се таму, цела фамилија. Вашиот татко е од Германија? Татко ми почина. Имате фамилија во Германија? Имате контакт таму? Контакт немам никаков. Со неговата страна од фамилијата? Он беше исто роден во Струмица. Така. Дедо ми беше германец и се сретнале со баба ми, која од секојаш била во Струмица. И така татко ми беше роден таму. Значи многу измешани работи. Многу измешани. Судбини. Многу. Се враќате ли во Струмица? Одите ли во Струмица? Да, значи одам. Вашата фамилија е таму. Да. Брат, сестра? Сестри. Сестри. Ние сме 3 сестри. Вие сте... И сме многу блиски, јас сум најстара. Најстара? Да. Двете се останати во Струмица? Двете се таму, да. Двете се наставнички и многу сме блиски. Мислам дека јавноста не е запознаена со вашите сестри. Мислам дека таа страна од вашиот приватен живот за тоа која е Ава Керш не е многу споменувана. Не, и знаете што, некако и јас самата го блокирав тоа секојаш. Така. Никако не дозволував
никој да ме праша ништо од мојот приватен живот и не новинарска вина, и беше мој избор. Така. Едноставно, не сакав да зборувам, затоа што, знаете, морам да ја чувам нивната приватност. Вака размислувам јас. Ако сака они да бидат јавни личности, они би биле тоа што јас сакав цел живот да бидам, знаеш. Меѓутоа, они немаат такви предиспозиции, дефинитивно. И ја почитувам нивната желба. Така. Рековте јавна личност. Од секогаш сакавте да бидете јавна личност, да ве знаат луѓето? Знаете, може и сум посакувала, меѓутоа и некако, не знам како, луѓето кои ќе ме видеа, ме паметеа. Може би тоа предизвика да размислувам да бидам јавна личност, затоа што многу пати ми се случуваше ова еден, што ме натера. Прво, не знам како, меѓутоа сите кажуваат дека предизвикувам интерес како личност. И бев инак и мотивирана од другарки мои, од средината, некако да одам во таа насока, да посакувам да бидам јавна личност. Дали сакам 100% само со тоа да се бавам? Не. Бев во ситуација да размислувам многу пати, добро, што сакаш воопшто, дали знаеш, сум се прашувала самата, дали би сакала да бидам само јавна личност, ништо друго да не, например, да не одам на регуларна работа, но не би можела. Никако. Тоа што ве приметувале навистина плени, затоа што како личност имате некоја топлина. Првпат ве запознавам, првпат ве гледам, сте многу пријатна личност, многу позитивна и многу среќна звезда имате некако така. Сум среќна. Така, нели? Сега, тоа што вие како изгледате е навистина бонус, да речеме. Значи, секој се раѓа различно, но вие изгледате навистина убаво. И на млади години, претпоставувам, сте биле уште поубава и уште... Нормално, кој е човек помлад. Така. Вашата коса од секогаш била интересна, бујна, плава, предизвикувала интерес. Начинот на кој што се шминкате е исто интересен, необичен и уникатен. Дали тој стил го негувате, не знам, од 19-15 години? Кога почнавте вака да... Многу рано. Многу рано? Многу рано. Меѓутоа, што се случи кога почнав прв пат, ставав она, како го викавме, креон. Меѓутоа, имавме турнеја во Германија. И кога патувате подолго време и немате огледало да се видите или да поправите шминка. И чудно беше, Пепи ми спомна, вика, зашто не употребуваш... Сега заборев и како го викавме ајлайнер. Ајлайнер, туш. Туш. Да, туш. Вика, ти треба да употребуваш туш, нема да се вади. Бев изненадена и пробав да... Пробав и ми се допадна и од тогаш со туш. Така. Меѓутоа истиот стил го имав и порано со креон. Така. Сте пробале друг начин на шминка или ова е тоа што е оригинално за вас, препознатливо? Друго не сум пробала. Ке ве вратам во Скопје. Да. Работите на онкологија, медицинска сестра. На свој 24 години го запознавате Пепи? Да. Имав 24 години. Со неговата фамилија, мојата фамилија и неговата фамилија беа многу блиски. Меѓутоа немав шанса да го видам Пепи, затоа што тој беше во Америка. И тогаш не се сеќавам зошто го викнаа во Македонија. Ми се чини беше затоа што Баландово почна и како се случи, јас бев со неговата фамилија, таму живеев. И така се сретнавме. Во Скопје живеевте? Во Скопје, да. Привремено бев со неговата фамилија и кога дојде, тој така се запозна. А како се запознаваа фамилиите, неговата и вашата? Се знае многу, затоа што, ќе почнам англиски. Да кажете нешто англиски. Како беше,
Точно не се сеќавам како почна тоа. Јас бев многу по-млада, за да знам како мојата фамилија и неговата успоставиле контакт, меѓутоа мислам дека беше затоа што неговиот брат беше професор на филозофски факултет, а мојата тетка, мојата фамилија беа на педагошки факултет. Навистина не знам како се запозна, мислам дека покрај неговиот брат, меѓутоа беа многу блиски, тоа се сеќавам. И вие живеевте кај нив? Да, Кај неговите? неговата фамилија. А Пепи беше во Америка? Да, Зошто беше Пепи во Америка? тука живееше. Тука живееше? Да, тука си живееше. Така. Тука живееше и го викна за Валандово, се сеќавам, и така се запозна. И од тогаш љубовта започна? Да. Љубов на прв поглед? Ми се чини да. Може би и музиката направи многу тука. Имаше голем дел, одигра голема улога, ми се чини, меѓутоа карактерот, неговата енергичност, неговата уникатност, неговиот глас и неговото однесување беше атрактивно. Така. Колку време беше Пепи во Америка пред да дојде Македонија и пред да се запозна? Многу години. Многу години? Ние сме голема разлика прво во годините, така да не знам колку години. Но сигурно многу години. Беше во Германија, па беше во Америка, меѓутоа не можам на таа тема да зборам затоа што немам точна информација. Погрешно да кажам, меѓутоа знам дека од млад има заминато во Германија, па после во Америка. Знаете дали пеел тука во тоа време? О, да, никогаш не е престанал да пее. Така. Сигурно и работел и нешто. Да, во југословенските простори знам дека снимаше за радио. Се враќаме на вашето запознавање. Мгм. Заедно сте. Гледав некои слики ми излегуваа на интернет кога сте заедно, вие сте со убава. Да, Пепи е покрај вас, негде излегувате, некаде одите. Тоа беше голем музички настан, се не се сеќавам точно. Мислам дека беше ноќ кога музичките уметници да покажат и некои други таленти. Например, ако е пејач, дали знае да свири, да глуми. Имаше таква една ноќ, колку што се сеќавам, тоа беше многу одамна. Збориме 80-тите години, така? Да, тоа беше години? многу одамна. 89-та, можеби, 90-та. Така никако. Тоа е, што кажувате со бундата, тоа е пред Хотел Континентал. Сеќавам на тоа, бевме на тој настан. Имаше многу такви настани во тоа време. Секојаш имаше. Продолжувате. Колку време се гледавте со Пепи пред да стапите? Колку време се гледавме до 95-та година. Потоа стапувате во брак? 95-та година стапивме. Ке речете голема разлика во години. Колку? 24. 24. Не му смета, вас не ви беа проблем? Добро, он ме подсетуваше цело време дали знаеш дека нема да биде вака секогаш. Јас сум многу пост. Не ми интересираше разликата во годините. Имавме исти интереси, имавме исти. Знаете што? Кога размислувам вака подлабоко, ако не беше Пепи, не мислам дека ќе може во брак да бидам толку време. Зошто? Не сум личност што ќе седи дома и ќе оди цел живот на работа без да има други активности. Не би може. И ден денес сум многу активна и за да го живеете тој живот, вие морате да имате личност до вас што го разбира. А кој може да го разбере тоа? Само некој што се бави со исто. Што има исти интерес. Например, сакавме музика, сакавме да излегуваме, сакавме
активни да бидеме цело време. Не бевме задоволни да седиме дома. Мораше секојаш нешто да се случува. И ми се чини ако не беше Пепи, да беше како една авантура тој брак. Можам така да го кажам. Зошто би рекле ава? Те беше интересно и убаво. Како на ролер костер, нон-стоп, Да. секој ден. Те Нагоре беше надоле. интересно. Беше убаво. Преубаво. Кажете ми за свадбата. Свадба немавме, ние Немавте? тајно се венчавме, добро. затоа што нашиот брак не беше оправдан нормално, посебно во тоа време. Се дигна голема прашина од кај ме донесе, која сум, од кои причини сум со него. Па решивме ништо да не се прави, само отидовме и тајно се венчавме во Битола. Пепи е потекло од Битола, така? Да. За оние кои што не знаат, се надевам дека многу мина знаат, но ете, Многу ми знаат дека е Така. од Битола. Каде во Битола? Баш во Битола. Битола. Таму се венчавте тајно, Таму. а неговата фамилија, предпоставам, живее во Битола или во Скопје си остана? Тие, еден дел беше он имаше, неговиот брат, брат имаше, уствари двајца браќа имаше во Скопје, сестри имаше во Германија, сестра имаше во Битола, значи неговата фамилија ме прифати многу добро. Може би затоа што се знаевме веќе и бев многу убаво прифатена. Речете ве осудува, кој ве осудуваше? Јавноста, Јавност. блиските се надевам дека Од блиските имав поддршка, сега не знам дали беше оправдано. Знаете што, нормално е и не е убаво чувството, посебно за родителот. Со толкава голема разлика, затоа што секој ќе помисли, окей, огромна разлика како тоа ќе функционира, нели не е нормално. Реално да збориме, тоа не е нормално. Меѓутоа јас многу млада бев толку зрела, така да која не наоѓав ништо интересно во дискусии со луѓе на моја возраст. И да, моравме да тајно да се венчаме, затоа што не беше оправдано. И ден денес тоа не е оправдување да со толку голема разлика. И знаете што, многу луѓе правеа заклучоци дека ако си помлад, они мислат дека одиш за пари или Никош не било се сјајно и ние сме имале огромни падови, дури и економски се случува. Оти во тоа време беше Југославија, луѓето не штедеа. Ние живеевме, ние уживавме во животот, така? И сме имале падови, некојаш си овде, некојаш, меѓутоа заедно поминувавме се. И бевме доста време заедно, долги години. Како вашите родители ја прифатија разлика? Секако не е лесно за родител, меѓутоа родителот ве сака, без разлика. Што ќе направите, родителите се таму да ве поддржуваат во секој случај. Така што поддршката Секојаш родителот ве поддржува, без разлика како се чувствуваат, родителот секојаш поддржува. се венчавате тајно и продолжувате живот во Скопје. Во Скопје. Тука сте заедно со Пепи, творите, снимате, работите, Да. излегуваат хитовите, почнуваат и вашата музичка кариера оди кон нагорна линија. Каде се настапувавте? Како уживавте? Како го работевте тој период? Јас лично, добро, јас не правев никаква одлука околу мојот музички живот. Пепи правеше одлуки, секакви. Дали се согласував со се, може би не, меѓутоа можам да кажам дека тој ги правеше одлуките, дефинитивно.
Тоа беше за македонска телевизија, дали на радио, и неговата одлука беше дека јас нема да пеам ни по свадби, ни по прослави, ни по такво не. Ќе останам дама и ќе пеам само на... И тоа се случи. И сега ако ме прашате дали јас имам некакво искуство да пеам по свадби или да, апсолутно. Ти е жал за тоа? Сакав? Не. Не ми е жал. Секојаш сум сакала да имам малку дистанца меѓу и публиката. Кога имавме концерти, тоа не сум имала, например, да кажеме да шеташ меѓу публиката, па да разговараш. Но, бев изолирана, излегував за настап само, и после тоа, ако одиме да прославуваме, музичкиот свет, одиме да прославуваме, меѓутоа немав некои блиски контакти, да кажеме. Се сеќавам во спортски сали, големи концерти во тоа време се одржува, имаше, например, пејачи ќе одат низ публиката и ќе се поздравуваат. Може би беа многу пофлексибилни во тој поглед и јас секојаш имав некоја дистанца. Ваше барање затоа што така се чувствувавте или затоа што Пепи налагаше таков однос? И он, меѓутоа и моето мислење беше, ако не се согласував, може би немаше да биде така. Така. Но Пепи беше човек со публиката од другата страна, така? И тој имаше секојаш Дистанца? малку дистанца. Да. Ми се чини секојаш имаше малку... Дистанцата беше таму. Пееше Пепи по свадби? По јавни настапи, почесто, по приватни забави, како што ете, денешните музичари од тоа обстојуваат, живеат и Тој пееше. немаше никаков проблем да Меѓутоа, настапува. не можам да кажам дека баш по свадби пеел, по поголеми забави, ресторанти, да. Меѓутоа, по свадби... Речете турнеи, одевте од град во град, настапувавте по спортски сали, по големи сали, имавте како концерти Да. двајца? Но, не секогаш. Например, имаше многу големи концерти кај што сите македонски пејачи беа присутни. Како караван на некој, на Да, некој начин. огромни концерти, да. Сега, повеќето од пејачите, да кажеме, патуваа заедно. Додека не јас. Вие со Пепи заедно на страна. Да. Имавте ли, например, не знам, знаеле да ви кажат пејачите добро зошто не дојдете со нас, зошто не избегнувате, зошто не сакате да се дружите? Имавте ли такви конфликти со останатите музичари? Не, меѓутоа, сигурно размислувале и се прашувале зошто не одам со другите. Верувам дека си имаат прашувано себе си зошто. Не. Причината е јасна, како што кажавте. Сакавте да имате свој свет, свој Малку дистанца, да. простор. Да. Меѓутоа имав добар однос со сите музички колешки. Дали бев прифатена од сите? Секако не. И кога се појавив јас, немаше многу се броја пејачите на прст, македонските пејачи. Пејачките. Посебно пејачите, да. Например, во тоа време Виолета Томовска беше многу популарна, Пепи, Сузана Спасовска. Значи, Сузана Спасовска, можам да кажам, беше големо име, меѓутоа е една единствена од помладите пејачки. И кога јас се појавив, практично немаше многу пејачи, сигурно не како мене. Се појавувате вие и на вистина бирате воздишки. Зошто е тоа така? Гледав некои настапи ваши на YouTube што ги има денес. И за тоа време, и за денешно време изгледате феноменално.
се облекувате одлично, атрактивно, имате вашиот стил е уникатен за на сцена. Тоа е онака како што треба да изгледа еден изведувач артист на сцена. Затоа мислам дека сте биле оригинални, уникатни и единствени. Благодарам. Мислите ли дека тоа ве исфрли на површина од другите пејачки? Знаете, за квалитет во гласот не. Дефинитивно не. Македонија има прекрасни пејачки. И кажав, може би повеќето од нив пеат толку поубаво од мене. Да? Меѓутоа специфичноста во мојот глас ми се чини беше како не баш прифатен. Зошто? И тоа е нормално. Во нашата земја, например, самата македонска музика не може, не оди некако со мојот глас. Ке речете вашиот глас, го карактеризирате како? Беше карактеризиран како детски глас. Така да, многу од песните јас, како што може една Сузана Спасовска да пее, или Виолета Томовска, или дури и млади пејачки што сега се појавуваат, јас дефинитивно шанса така да ги отпеам, да? Јас сум талентирана музички, меѓутоа мојот глас одговара за друг жанр. И во тоа време јас секош мислев дека јас сум повеќе за забавна музика, а не за народна. Во тоа не се согласував со Пепи. Меѓутоа, зошто го направи тоа? Тој, затоа што македонската народна музика беше во подем во тоа време, и забавната не се слушаше. Затоа вика дај малце народно, дај да Диско фолк, тоа таму беше идејата и разбирам зошто сакаше, меѓутоа, иако не беше во подем, секогаш мислам дека требаше да почнем со забавна музика. Јас не бев за народна македонска музика, иако некои од песните, окей, добро звучеа, диско фолк, пробавме да направиме и за и за помлада популација, и за постара. Било како, квалитетот може не беше нај, меѓутоа бев изненадена и интересот беше огромен. Да се појавам на концерти, повесници, новинарите, така да пишуваат за мене. Имав многу покани, нормално Пепи ги договараше на стапите, се одеше преку него, интерес имаше многу голем. Да бидеме реални, Ава, за тоа што изгледавте одлично. Што благодарам. се облекувавте уникатно и затоа што луѓето тоа сакаат да го гледаат. Сакаат да гледаат атрактивна жена која што пее на сцена и која што ја забавува публиката на еден начин и изгледа како што изгледате вие. И знаете што, никош не сум се споредувала со другите. Никош не сум се споредувала, некош луѓето се споредуваат. Ние сите имаме желба да бидеме нормално, кога си пејач, сакаш да бидеш многу добар пејач. Меѓутоа, треба да сме свесни за нашите квалитети, до кај можеме да одиме, колку можеме и што можеме да правиме, да? Најголемиот впечаток ми се чини го остави во македонската телевизија со играњето повеќе од колку со гласот. Со физичкиот настап. И беше интересно, имавме тогаш, сите работи беа направени многу по-професионално. Имаше режисер, секретар на режија, имаше асистенти, тоа цела група на луѓе работеа во една емисија, да кажем. И беше интересно, еден ден ме враќаат назад, а песната се викаше Ајде чочек да заиграм од Лукаревски. И ме тераат да цело време да се враќам назад и да повторувам, да викам нешто не им се допаѓа што ме враќаат назад. Они сакале да ме гледат како играм. Што повеќе, нели? Ке речете дека ве изнагледаа ли? Колку време игравте? 2-3 сати? Ме враќа и на крај Пепи вика тоа беше причината, не дека не беше.
Значи, како што реков, од секој сте биле атрактивна, уникатна, изгледате убаво и играте, и танцот е ваша пасија. Сакате да играте Да. и настапувавте и со игра. Ќе споменам вашата дискографија. Музиканти свират, се во Мигори, Да. тие се неколку видеа кои што можев да ги видам. Запрашај се себе си. Меѓутоа, искрена да бидам, најомилена беше Столе море стојане, што ја напише Зоран Марковски. Не знам зошто, ми се чини со најголеми емоции ја испева таа песна. Ме погоди нешто? Не. Најмногу одговараше на мојот глас. Најлесно ми беше да ја испеам таа песна. И ја чувствував зборовите, текстот, музиката, се што беше во таа песна, беше на вистина и ден денес ми е најомилена. Како одеше текст? Леле, не знам. Како беше? Одамна не сум ја испеала песната, меѓутоа не можам да се сетам во моментот. Ќе ви текне може. Зашто не ми кажа да си ги проверам песните? Едноставно, сега ми дојде ова прашање да ве... Кога ми рековте за песната, не ни ми е напишано овде како ваша дискографија, но кога ми рековте дека и ден денес ми е омилена, па да ве прашам за текстот како Зборовите како се убави, се работи, се разбира за љубов. Меѓутоа, самиот текст од Радмила Митровска беше текстот, многу убав текст и композицијата, аранжман, ми се допадна и добив трето место од публика во Битола на Сенатор Фест, ја испеав песната. Битола. Да. Сите некако Битола, убави баба, работи. Битола. Сите убави работи некако во Битола Точно. ви се случиле. Битола. Ако ме прашате за Битола, имам толку голем респект за битолчани. Зошто? Ми се чини најголемите уметници, без разлика дали е театар, дали е музика, дали е композиција, потекнуваат. Како што и Пепи потекнуваше од Битола, нели? Пепи, Виолета Томовска, има многу. Се случува Заветна. Да. Која што денес е, мислам да е еден од најголемите македонски хитови. Следниве, не знам, 10 години се пее, погодува, плачеме на неа, се смееме на неа, славиме, правиме свадби на неа. Се случува на Заветна. Да. Дури моите две деца кои што имаат 5 и 3 години ја пеат, ја знаат да ја пеат, што е може би реткост, може би и не, но таа песна се пее и останува. Сакам да ја слушнам приказната за Заветна од ваше прво лице, да ми кажете која е легендата, која е приказната позади Заветна? За Заветна голем удел имаат композиторите секако, Ѓорги и Миле Барбаровски. Поедно Струмичани, така? Струмичани двајцата, нормално, браќа се. Прекрасни композитори, прекрасни луѓе за соработка. Они едноставно знаеа како да направат песна. Пепи можеше секаква песна да испее и да направи од ништо нешто со неговиот глас. Тој е уникатен и не мислам дека дека некој може. Тоа е моето мислење. Меѓутоа, двајцата композитори, Ѓорги Барбаровски го напиша текстот, и аранжман. Они ја напишаа песната, ја понудија Пепи да. Меѓу нив се роди една таква соработка уште од Валандово пред Заветна да се случи. И една друга работа што никогаш се Заветна, изненадена сум, некојаш луѓето од Македонија ми пуштаат да видам дека и во Кина се пее. Не сум сигурна, Кина или Јапонија, ја пеат. Сегде. Ако ме прашате мене, ова вака низ цел глобус се пее Заветна. Каде да има македонци? Да. И се радувам што и од помладата генерација пеачи се трудат да ја пеат. Јако жал ми е да спомнам, не може ни да испеат.
Затоа и него му беше очигледно дадена. Дали можеби Топлината на неговиот глас и не само гласот неговото однесување на сцена ми се чини беше уникатно. Немаше некое, не знам, гледате човек што стои на сцена и само и покажува емоции со неговите со неговото лице, со неговото, имам забораено веќе и македонски да зборам, знаете? фацијална експресија. Фацијална експресија, да. Само тоа гледате, меѓутоа нема некои движења или нешто, не знам. Мислам дека нема ни потреба, нели? Едноставно, Ама ми се чини дека тоа беше уникатно кај него. Затоа што секојаш, нели, кога излегувате, правите нешто со раце. Тој никогаш ништо. дали можеби авторот на песната која што ја напиша, ја знае приказната на Пепи бил во Америка, се трудел, живеел, дефинитивно. белосветски насекаде, Апсолутно. ја напишува заветна и вика Пепи, ова е песна за тебе. Да. Оваа песна Пепи е за твојот живот. Ова е векови пеколни. Да. Едноставно. Имаше, они се познават дефинитивно за композиторот да напише таква успешна песна и песната да се испее на таков начин, нормално не само соработка, него треба малку и лично да се познава. Што е нормално. Они се познаваат, долго време соработуваат, дури во еден момент Пепи одбиваше други песни од други композитори, беше толку лојален на Миле и Ѓорги, беше изненадувачки. Работеше со нив и имам една тајна да кажам, Бисер Балкански оригинално беше понудена на Пепи. Што се случи? Не ја прифати песната. Зошто? Реши да работи само со Миле Барбаровски и Ѓорги Барбаровски. И композиторот во тоа време со мене збореше и викава, кажи му, ова песна ќе биде голем хит. Зборев, се трудев да ја земе песната, која рече не и не. Меѓутоа Гоце Николовски беше друго големо име што ја испеа песната прекрасно и се разбира стана огромен хит. Меѓутоа беше прво понудена на песна. Че Пепи ја пее заветна, песна посветена на, да речеме, неговите страдања, неговиот живот, кои што денес се фокусираат и се некако наметнуваат на нас младите кои што сме мислам младите, на сите нас кои што сме овде во Америка. Точно. Или на секаде ни светот, на сите иселеници, некако таа песна погодува. Да. Стварно е уникатна и единствена. Пепи работи со двајцата автори, браќата, и на други песни. Има хитови со нив. Мислите дека заветно му ја одбележа кариерата на Пепи или ќе ги споменеме и другите хитови? Па, порано, Сине мој беше многу популарна песна. Лупчо Трајковски. Друго многу познато големо име како композитор, што јас го почитувам. Сине мој исто беше, не знам, беше многу позната песна. Пепи има многу песни што се познати, не можам да кажам, меѓутоа заветна е една песна што слушнав дека се размислуваше и дека сака да ја направи химна, да ја замени денешната химна. Тоа многу кажува за една песна. Може нема да се случи, меѓутоа самото размислување околу тоа кажува многу за вредноста на ова. Заедно работите со Пепи, заедно снимате, ви помага Пепи, пее и придружни вокали на вашите песни. Да. Ви е жал што го слушавте и затоа што можеби не почнавте во поп музиката, еве од денешна гледна точка на работите? Да. Пепи, дај еден рок да си испеам една поп номера. Ама не можевте да го убедите да се случи спротивното. Не може.
Знаете што се случи? Јас сум толку јас сум многу објективна. Јас имам снимено цела касета во Македонската народна телевизија, од која реков ова не можам јас. Че сте критички настроена. Сите беа шокирани кога слушнаа што кажав. А зошто ја снимавте ако мислевте дека Затоа што мислев дека ќе финалниот продукт ќе ми се допадне, не ми се допадна. што не ви се допадна Како продукцијата? звучеше мојот глас, едноставно песните беа убави, меѓутоа дефинитивно не јас да ги пеам. Чи касетата не се случи. Но Имате само издадено неколку песни, но не имам издадено и цела касета, меѓутоа тоа беше веќе друга обработка и можеби и јас повеќе работев на пеењето. Знаете, во тоа време мораше да одиш на аудиција. Сеќавам, отидов на аудиција на Благој Груевски, татко му, Груевски. Имав аудиција пред него, он беше директор во тоа време на радио. И се сеќавам кога рече, многу е талентирана, меѓутоа мора да работи. И не знам, едноставно треба вежбање, треба работа, музиката бара на вистина многу работа и јас малку бев тврдоглава во тој поглед и не сакав да вежбам. мислевте дека само по себе ќе си дојде, дека Да. има Да. желба, па И ми ќе беше тешко. Тоа што Пепи сакаше да ме научи беше многу тешко за мене. И што сакаше да ве научи? тие мордени, тие трилери во македонската музика, јас он беше упорен, сакаше да ме научи, да докаже дека може со работа се да се постигне. Меѓутоа јас бев убедена дека не секој, малку треба и природно да го имате нешто. И јас викав, јас тоа го немам, едноставно не можам да го имам. Што сега не се согласувам. На ова возраст, сваќам дека он беше во право, бара многу работи, јас не сакав тоа да го правам, имав некој отпор. Бев убедена дека не можам. Но тоа е многу лошо, затоа што си правев кочница. Неубав пристап. Ако сакате да бидете успешен, морате да бидете упорен. Да работите. И да работиш на тоа многу. Работевте тој период како медицинска сестра? Да. Дур снимавте и дур пеевте, дур Имав одевте и по понуда турнеи? да ја оставам работата, па одлучив да не ја оставам работата, сакав да работам. Знаете како цел живот, како да седев на два стола и не знаев кој повеќе го сакам? И ден денес сум така. Беше ли Пепи љубов? Јас имам слушнато, што е најинтересно, од музичките колеги, дека бил многу љубом. Верувајте, никогаш не сум проблем. Јас не знам Пепи како се чувствувал, затоа што јас со него немав никаков. Како ќе се облечам? Од работа сме оделе на забави. Никогаш јас не сум имала проблем. Јас отидов на турнеја сама во Германија. Пепи не беше. И тоа беше долга турнеја. Така да никогаш не ми правил проблем. Како се чувствувал, не знам, затоа што јас немав никаков. Апсолутно. Може би на вас бил нељубоморен, но Не знам како се справувал настрана. настрана, да. Може би кажувал вака, така. Може би, меѓутоа јас лично со мене никаков проблем не сум имала да ми каже ова не може или тоа не може. Или може искуството го правеше да знае како тоа да го спроведе за јас да не приметам ништо. Важно јас немав проблем. Да не видите слабост. Да. Во тој период живеете во Скопје. Зборувам за Во Скопје бев цело време. 90-ти, после Јемелот кога се
раѓа 95-6. Да. Каде во Скопје? Каде живеете? Прво почна во Кисела Вода, како ученичка, меѓутоа после во аеродром живеевме. Во Ѓорче Петров отворивме сладкарница и пицерија, затоа што во тоа време музичарите, не знам зошто, беше толку популарно јавните личности како да мораа да има некој приватен бизнис. И цело време се збореше околу тоа, Пепи, зашто не отвориш? Зашто и решивме да отвориме сладкарница со пицерија, беше тако мчано. То имавме една во Скопје и една во Финска, затоа што он има внук во Финска и како ланец излезе тоа? И како ланец, да. Како се викаше пицеријата со? Кармен. Кармен? Каде се наоѓаше во Скопје, рековте? Во Ѓорче Петров. Во Ѓорче? Да. Постои уште, некој ја работи или? Не мислам, не. Отворена одамна. После нас се затвори, ние требаше да дојдеме во Америка затоа што ситуацијата во Македонија веќе не беше добра и американската амбасада го викаше Пепи неколку пати да се јави и да ја напуштиме земјата. Пепи беше граѓанин на Америка? Граѓанин на Америка, да, долги години. И кога, да кажеме, нивните граѓани не се безбедни, они ги викаат и нудат се само да ја напуштат земјата. Он отиде и ми кажа, вика, ќе мораме да напуштиме. Секогаш имав некој страв дека ќе морам да дојдам во Америка. Не сакав да дојдам во Америка. Тој живот беше убав таму. Ми се допаѓаше онака како што е. Инаку последните години веќе се гледаше дека работите се најдобри. Зборуваме за кои години? 99-та, Тоа беше 2000-та? 2001 година. Тука веќе почнаа работите да одат надале. Неубави. Мислам во секој поглед економски. Настапите се разредуваа, не беше веќе ништо како порано. Почнавме да гледаме тенкови по улиците на Скопје, поминуваат. Во Арачиново се бомбардираше и можете да замислите, го слушавме тоа како да е тука. И покрај тоа што го слушав, не сакав да дојдам во Америка. Меѓутоа, еден ден кога отидов на работа и кога не собра да ни кажат кој каде ќе оди за време ако се случи, јас бев распоредена да одам во планините со војниците. Ко медицинско лице, така? Како медицинско лице. Значи, сите си имавме распоред, не дека ќе се случеше нешто, меѓутоа мораше да се спрема. И не викна и подрумот, се сеќавам, од болницата ја спрема за... Како хитно се спремаше се. И се сеќавам последниот 8 март, кога отидовме, кога излеговме, убаво се забавуваме и додека сте внатре не знаете. Меѓутоа, кога излеговме од прославата, гледав војници, тенкови поминува, улици, не беше пријатно. Ова се случува 2001 8 март? 2001 година. А во тој период уште ви отворена сладкарницата и пицеријата? Беше отворена. Беше отворена. 2001 ние се уште активно работевме, имавме турнеја во Бугарија таа година. Во Бугарија имаше повеќе настапи отколку во Македонија. Значи уште се во тек, настапите, си работи пицеријата, си работи тоа. Во Финска, нели, работеше? Работеше. Кога ја отворивте таа? По исто време како и во Скопје. Во Скопје кога ја отворивте? Кога ја отворивме, ми се чини беше 98 година. Работеше ли убаво затоа што беше вкусна храната? Почна убаво да работи, меѓутоа со тек на време се гледаше веќе дека луѓето немаа пари повеќе. Работите не одеа така убаво како што ние бевме навикнати. Може би бевме малку, не знам. Мојата генерација најверојатно не знаевме да не ја свативме ситуацијата сериозно.
Не ја свативме. Можете да замислите од луѓе кои се навикнати само за едно кафе да одат во Грција или да одат во Бугарија, како Македонија да беше мала за нашето, да одиш во ресторани да пиеш кафе. Не, одевме, сме патувале за едно кафе, како што реков, во Грција. Од таква генерација, што очекуват? Да свати сериозно дека еден ден ќе нема? Не. Беше тешко да се пријми. Многу тешко. И се случува реалноста. Се соочувате со реалноста 2001. Реалноста која не удри не беше лесно. Реалноста беше страшна. И требаше да размислиме што ќе правиме. И на крај рековме, мора да се оди. Пепи ми кажа, мора да се спремиме и да одиме, затоа што Марина ќе полнеше 18 години и ако наполни 18 години, во прашање беше дали ќе може да ја повлечеме. Така да, тоа малку ме освести. И веднаш превземавме. Правите документи сите, доаѓате Америка. Каде дојдовте? Чикаго? Кај кого? Дојдовме кај многу долги пријатели на Пепи. Љуба и Стефче. Цел живот ке им благодарна. Ме прифатија како... Жената ме прифати како да сум не дете. Многу убаво не прифатија, не седевме долго. Можам да кажам, дојдовме финансиски спремни за почеток. Така. Колку куфери? Како се одвлековте? Не се сеќавам на тоа, само се сеќавам на влагата која излегов од аеродром. Тоа ми беше прво нешто што ме шокира. Такво нешто немав осетено во Македонија. Сосема различно. Бев како изгубена. Меѓутоа, емоционално бев многу посилна од Пепи ми. Тогаш дојдовте прв пат вие во Америка? Прв пат. Не знаете во што доаѓате, каде доаѓате, со што се соочувате. Како ви се чинеше тогаш Америка? Зборуваме за 2001. Туѓо. Ние дојдовме 2002. 2001 имавме турнеја во Бугарија. Пепи требаше да дојде во Америка. А јас требаше да снимам за новогодишна програма. Тогаш се снимаше таа снимка што ја видовте, тоа е од 2001 година. Тогаш Пепи беше во Америка и јас сама бев во Битола. Он направи сите аранжмани кој да ме земе со кола, да ме однесе, да ме врати и сите работи, меѓутоа тој беше во Америка. И беше во Нью Йорк, точно кога се случи 9/11. Он беше во Нью Йорк. Случува 9/11, Пепи е во Нью Йорк, завршува траумата, се враќа назад Македонија да ве донесе. Се врати во Македонија, имавме... Не се сеќавам дали пред турнејата во Америка негова, бевме во Бугарија или после тоа, не можам да сетам. Он 2001 беше на турнеја овде? Да. Беше с Чикаго, Нью Тој Йорк. период кога јас за Нова година снимав во Битола ми се чини снимав. Да. Тој беше тука, беше турнеја, па после се врати и заедно се врати. Пакувате коферите и доаѓате Америка. Сега се сеќавам, летото 2001 дојдовме, бевме во Бугарија, имавме турнеја, значи од Благоевград па до Северна Бугарија, цела Бугарија. Ме слушаат таму македонците или бугарите? Бугарската публика Да. прифат? Бугарската публика го обожаваше Пепи. Пепи им беше идол. Ги знаја сите песни? Му ги знаја песните, и после во Бугарија они применува синбек, го викаат, кога песните се наснимани, меѓутоа ти пееш.
живо. Они така, меѓутоа имавме концерти, а бевме со Милица Кузма. Момо Николовски. Со цела група бевме, поминавме прекрасно. Нивните новинари беа многу професионални. Не најдоа кај се наоѓаме. Интервју со Ради Варна, сеќавам тогаш. Значи, прекрасно бевме. На македонски беше турнејата, на македонски Македонски се пеа. се, да. Другарите македонски пеа, ги знае македонските песни. Може не секој, меѓутоа ние како пеачи бевме, почувствував голема почит од нивна страна. Така, прифатени. Многу прифатени и голема почит. Јас се сеќавам и колега еден на работа која бев во онкологија, ми вика: Ава, јас бев во Бугарија, тоа пред да одам јас на турнејата, јас видов твои постери. Викам, навистина, јас бев изненадена. Они беа, значи, многу спремни. Ние бевме многу убаво прифатени. Првата онкологија, каде работевте последно на онкологија пред да дојдете? Која болница? Државна болница, тоа е цела зграда онкологија, со различни и работите низ целата зграда. Со секакви случаи На државна работев. болница. Државна. Напуштате, доаѓате Америка. Да. После статус звезда кој што го имате во Македонија, прифатена сте, концерти имате, Да. убав левиш лайфстайл, кој што би рекле американците. Доаѓате во Америка, се сочувате со влагата, со двајца пријатели кои што ве прифаќаат Да. и не е лесно. Животот во куфер, Беше извонредно тешко, меѓутоа јас сум емоционално многу цврст карактер имам. Пепи подлегна. како мислите? Подлегна, не можеше да поднесе. И разбирам зошто. Може би јас бев позната, меѓутоа неговата популарност не мислам дека ниеден македонски пејач ја има доживеан. И сега од таа популарност доаѓаш во Америка и треба да работиш регуларна работа. Можам да замислам колку беше тешко. Што не? Јас сепак бев особа што никогаш не ја напушти работата и за мене тоа беше нормално, беше окей. И јас реков, таму сме били успешни, ќе бидам успешна и тука. И не смееш да подклекнуваш. Јута тоа беше појако, он не може. Друга работа што мојата интуиција е многу силна. Имавме концерт што диаспората го гледаше. Последниот концерт во Скопје, во универзалната сала, што го имавме за нашето испраќање во Америка. Не ми се допадна логото за незабора. Малку ми дојде, зашто за незабора? Он ќе се врати овде, настапи. Знаете нешто кога ве вака негативно чувство кога ќе видите нешто? Малку ми стана неубаво, меѓутоа не кажав ништо. Морбидно. Морбидно ми дојде. Зашто за незаборав? Концертот беше за незаборав, да ве испратат За да Америка? ме испратат во Америка. Меѓутоа, не знам зошто имав некое лошо чувство за тој збор. Викам, зашто го стави овама? Кој пееше на тој концерт? Александар Сариевски беше гост. Заедно со Пепи, предпоставувам, ја настапувавте. Јас настапував, Пепи настапуваше. Универзална беше тоа? Универзална Полна сала беше? и полна, салата беше полна. Се гледаше, се емитуваше во живо во диаспората. Така да луѓе пред да дојдеме ние овде знаеа дека ние доваѓа. Тоа било голем настан. Тоа Голем. било као испраќање на председателот на државата да оди на некое друго место да Точно. живее. Во овој случај Пепи се заминува од Македонија. Да. Друго нешто што малку бев изненадена, јас очекував дека
како што сме оделе, нели, кога имате концерт, тоа е како вие сте на работа. После тоа ние одиме во ресторан и се релаксираме и прославу. Не беше случајот тој. Бевме македонската влада, Војо Стојановски во тоа време беше во ВМРО. Неговата сопруга и нашите деца и телохранители. Тоа се беше многу чудно, затоа што не можам да разберам зошто. Го прашав позади, за да не види публиката, што се случува, викам, зошто? И викава, не прашувај, само оди кај што така треба да биде. Не можам да разберам зошто. Само знам дека, да, и Александар Сариевски бе. Се сеќавам дека тогаш Лјупчо Ѓоргиевски го прашуваше Пепи да остане. Да се предомисли и да остане. Се не знам дали го кажувам правилно. Не Лјупчо Ѓоргиевски, Љубиша Ѓоргиевски во Хрватска, што беше, не знам дали се. Знам, остар политичар. Да. Да. Председател на собрание, вика Точно. продукција. Да, добро. Да. Он понуди уште еднаш, Пепи, дали има нешто што можеме ние да направиме за да се предомислите и да останете. И Пепи вика, мораме. Не објаснуваше зошто и како, меѓутоа рече децидно, не можеме да останеме. Да одиме. Која беше конкретната причина зошто? Не викна од Американската амбасада неколку пати, ни рекоа дека треба да излегува земјата затоа што не е безбедно. Може да се случи, ако не одиме, ќе биде наш избор, меѓутоа не ни гарантираат дека и да сакаме, после ќе можеме да излеземе од. Сега и тоа е тоа. Да. Никој не може да ве убеди, посебно никој не може да го убеди, еве, Пепи, вие сте некако, па и да не одиме, во ред, ќе се снајдеме. Да, меѓутоа, кога разбрав дека ќерка ми, ако наполни 18 години, не ќе може, тогаш веќе не можеше ништо да ме запре да седам таму. Доаѓате овде, ве испраќаат со концерт, доаѓате овде, кај вашите пријатели сте. Колку време седите со? 2 недели останавме, веднаш земавме стан. Како што реков, ние финансиски, нормално за Америка тоа не е кој знае што, меѓутоа бевме финансиски обезбедени да почнеме. И да бидеме способни да плаќаме и стан, и Каде земавте коли, и све. Во Макингбърн Лейн се сеќавам, стан? Вилоубрук. Така, во Илинојс. Добро. Ја. Сите оние кои што не знаат, Вилоубрук се наоѓа во Илинојс, предградие на Чикаго. И тука живеете? Да. Бевме тука па многу брзо. Само 8 месеци, немаше ни година кога аплициравме за кредит, дава тогаш и купивме таунхом во Вудрич. Така. И Вудрич е во предградието на И Чикаго, тоа е, за да. сите оние кои што не знаат. Живеете во предградието на Чикаго, сакате да борите, да градите живот, да градите подобра иднина за Точно. вашите деца и затоа сте овде. Да. Како живеете? Што се случи? Знаете како викат американците? Very exciting. Од lavish lifestyle сега се селите на exciting lifestyle. Да. Така? Точно. Јасно ми е. Работам како research менеджер. Значи за научни студии на ракови болести. Требаше да завршите нешто. Да, морав да додам од почеток на школа, заврши факултет овде и избрав наместо медицинска сестра. Почнав со намера да бидам медицинска сестра, меѓутоа кога отидов леле викам ова е исто, што са истото пак истото не ми е интересно. И сменив на ја викаат програмата Healthcare Leadership and Management. И сега го водам тој research department
Меѓутоа прво се запосли во ургентен центар во Лајола универзитетот, па после се префрлив на ракови болести департмент и сега ова е департмент уствари во приватна клиника што јас лично го почнав. Нормално ми требаше онколог, меѓутоа со моето искуство и знаење и помогнав да почне научни студии во приватна клиника, што да ви кажам треба храброст. Меѓутоа жената е мотивирана, се има приватна клиника, а мене ми требаше онколог за такво не. Започне. И работи успешно. Сега имаме може повеќе од 40 clinical trials. Научни. Тоа се случува сега. Тоа е сега моментално. Беше многу тешко затоа што требаше да одам да учам и да работам. Многу пати бев ненаспана. Па тоа ме фати едно 5 години, можеби. Збориме од 2002 кога доаѓате овде, тие 5 години и работите, и студирате, и деца гледате. Да, Пепи се разболе од рак на плуќа. Тоа малку нормално ги смени работите. Сложни. И усложни многу работите. Знаете, кога има болест, посебно таква болест, е многу лошо. Уште полошо беше што ми се чини многу... Моја грешка беше што со него зборев... Тој беше единствена личност со кој можев да разговарам како сум поминала на работа. Ми се чини премногу знаеше и кога он се разболе, рече јас нема да се лекува. Не сакаше да се лекува, не прифати. Инаку во Лајола универзитетот разговарав со професор. И вика, има шанси, ама ќе треба да се оперира подхитно. Мора да сака да се лекува. Не кеше, не прифати. И кога стана кога беше многу касно, до хитна помош беше примен во болница и повеќе не. Која година се разболе? Јас сте овде 2002, Пепи 2005-2006 година. Така. 2008 година. Паќате ракот веднаш, или веќе некоја стадиум, прва стаза помина? Како ја откривте болеста? Како Пепи знаеше? Беше на лекар и виделе дека нешто не е во. Се осети дека не може да диши. Се изморува многу лесно и фатија дека уствари. Меѓутоа, знаете што, јас се сомневав цело време, затоа што уште во Македонија кажа на едната снимка, има нешто, не е страшно, меѓутоа мора да се следи. Он не беше дисциплиниран пациент. Не сакаше да слуша доктори и не знам зошто имаше страшен отпор, не сакам тука да се лечам. Во Америка? Да се лечиш, да. Ќе мораш да се лечиш, не сакаше. Не прифати. Че го откривате ракот, но тоа е 2005-та веќе кога дознавате дека Пепи има. Од тие 3 години работите. Пепи почнува со работа. Што работеше Пепи кога дојдовте 2000? Он работеше беше како го викат наш. Добро. Меѓутоа, не мислам дека работи долго време. Оглед на неговата здравствена. И мислам дека беше и несреќа. Тоа го направи да не сака да се бори. Едноставно да се лечи. Или можеби, како што реков, премногу знаеше за раковите болести. Затоа му беше... Не сакаше. 2000 и сте овде. Што се случи со тебе и Пепи?
Зошто се разведовте? Ние уствари се разделивме, меѓутоа во документите уште стои дека сме муж и жена. Значи се разделивте И физички. пак останавме заедно. До крај. Јас и ќерката бевме цело време, он беше хоспитализиран. И ние бевме цело време со него. Че цело се време. разделувате, но не сте разделени, Не бевме разделени. ниту па сте разведени. Сте едноставно дистанцирани, да речам. Бевме дистанцирани затоа што неговата состојба се влоши, беше многу тешко да се разговара со него. Меѓутоа разбирам зошто. Како што реков, од таква популарност да дојдеш овде и е тешко. Од статус звезда и со тој Он беше во депресија. и тоа голема. Он беше во голема депресија, дури и докторот ми речава, се трудиш многу, меѓутоа не можеш да помогнеш. Треба да сака сам да си помогне. Он не сака. Од оваа гледна точка, како што разговарам и како што гледам како течеле работите, сваќам дека сте биле и сте жена борец. Дека сте ги носеле Благодарам. сите тежини на ваш грб. И болеста, и Пепи, и ситуацијата негова, и депресијата, и работите, и студирате, и во исто време гледате деца. Како вие се чувствувате? Нема време јас да размислувам, не можев да размислувам и сега со вас го зборам, да, инаку никогаш не зборам на. Никогаш. Знаете, има луѓе ќе зборат, јас ова го поминав, никогаш не знаете. Како да не се случило. Има работи што сакам да ги да не ги спомнувам едноставно. Не сакам да ги размислувам длабоко, затоа што не беше лесен период. Само не можев ни да плачам. Излегов надвор од болницата, беше во Advocate Crime. Каде се наоѓа? Тоа е во Оклан. Не знам дали ја знаеш. Тука во предградието на Чикаго. Да. Болница, Мгм. добро. Само излегов надвор од болницата и осетив дека нозете ми се тресат, не можев да стојам, се тресе. Меѓутоа не можев многу тешко изразувам емоции, имам проблем со тоа, не знам како да изразам емоции. Луѓето некојаш и погрешно сваќаат како да немам емоции. И меѓутоа не сакам никој да ме види, да бидам емотивна. Тоа ми е апсолутно не можам да го поднесам, да покажам емоции пред било кој. Слабост. Да. Сакате луѓето да ве знаат како секина жена. Дивна. Точно. Солзите за дома. Солзите за дома. Да. Во 4 ѕида кога никој не ме гледа, ни децата не дозволував да ме видат да покажам слабост или апсолутно не. Пепи е која година? 2005-та хоспитализиран, 6-та? Он беше 2006-та, 2007 поточно. Он беше во болница, па излезе од болница, 2007 веќе беше хоспитализиран и не можеше да. Сакав да се префрли во Лајола, меѓутоа ми рекоа не е безбедно. Не смееме, он беше на машина. Интубиран и не смееше да го не беше безбедно да се пренесува од едно место на друго, меѓутоа сега кога размислувам бев среќна што остана во таа болница. Многу добри доктори. Следните денови. Многу добар тим работеше со него, нормално не можеа ништо да направат, затоа што он која можеше да се лечи, не прифати да се лечи и веќе беше касно. Мене ми кажаа дека е касно. Подлегнат од добра нега, одлична нега, најдобрата нега. Да. Нема лек, крајот се ближи, тука сте покрај него, вие, вашата фамилија, секојдневно. Следните ден, мислам, Пепи сакам да го паметиме како великан на македонската. Да, затоа и не сакав никако не сакав ништо друго да се знае. Тоа е. Сакав така да го знаат и да го паметат како што го знаат луѓе. Така. И затоа што колку години? Мгм. Ова, мислам дека никогаш не сте го кажале како починал Пепи. Сите знаеме,
се шират многу невистини, многу приказни сум слушнала, верувајте, док сум Знам. тука, за тоа како живеел Пепи тука, како бил, како било, и си реков не, јас ќе ја прашам неговата сопруга по прво Да. лице да ми каже каков бил тој период. Се шират Пепи и неговиот живот овде и вие покрај него, како фамилија, па во болница бил, починал во болница, Да. немало лек, тоа е крајот. Има гласини дека сте се соочувале со многу тежок период, посебно Пепи, дека починал во голема немаштија, во големи долгови, во негрижа. Бевме заедно, а не го оставивме никак. Бевме заедно, а кога почина, Македонската црква многу помогна. Зборуваме за оваа во Вилобрук, што Ова е. тука Македонска црква ни даде страшна. Имавме голема од луѓето. Пријатно сум. Уште повеќе да бидам изненадена, Гарската ја го обожава. Собрале донација. Јас бев изненадена. И ме викнаа да ми предадат таа што собрале. Јас не бев во можност да одам, меѓутоа нормално реков се ќе оди да таа што. Како животот понатам? Праќате Пепи? Па, се посветив на работа и на уметност. Почнав да одам на и кога отидов на аудиција, првото прашање беше дали имам вештачка коса. Да разграничиме, немате, така? Но, Ваша е цела. целата коса е моја. Природна е. Првото прашање беше тоа, дали имам уметност. Исто така и на ова морам да го спомнам, е интересно, кога одиме на аеродром, секош ми ја проверуваат косата да не кријам нешто. Значи, цела вака е ваша, имате прекрасна коса. Благодарам. Ама тоа беше интересно, тоа ме праша и бев на аудиција, им оставив печаток, им се допадна, тоа што видоа, што слушна, да кажеме, и бев избрана за неколку мюзикли. Работев со Zigman Brothers Production. Тоа се двајца браќа, продуценти, едниот беше за графија, двајцата работеа заедно. Мюзикал е нешто најтешко што правила до сега. Пеевте, игравте на сцена, така? Пееш, играш и глумиш сцена и посебно дека е на англиски беше уште потешко. Меѓутоа ја играв во првата беше Joan of Arc и ја играв војводката Duchess of Bradford. Англиски, војводката од Бредфорд. Им требаше женска со Еве сум јас, така? ме избра Еве сте мене. ви, така. Мгм. Бевте на аудиција за сето О, тоа? да, бев на аудиција и веднаш ме примија, веднаш ми понудија улога. Јас не бев дошла ни дома, уште возев и само што влегов дома ми се јавуваат, ние би сакале да дојдеш. Океј, дојдам. И беше пријатно изненадување дека веднаш ме зема. Беше многу напорно. Зошто вие сте под договор, склучувате договор, нормално они плаќаат, меѓутоа во кој смисол напорно? Се работи толку макотрпно, после работа секој ден имавме проби и последните проби беа во Woodstock Opera House, што не е многу блиску, нормално Чикаго ерија, меѓутоа има возење. И имате неколку викенди, значи петок навечер, сабота имате 3 представи, недела 2 представи. Тој ви е животот за неколку. Нема друштво,
дружење, затоа што од работа право на проби. Беше интересно искуство, меѓутоа напорно, многу напорно. Сте биле дел од мюзикал, сакате да танцувате и Мгм. танцувате Да. и одите по настапи, Да. имате проби, Мгм. каков танц танцувате? Различно. Го викаат ballroom dance, значи има различни танци. Салса, самба, румба, валцер, факстра, танго. Се враќате ли за Македонија? Одите ли? Одам, посетувам, меѓутоа дали би можела да живеам таму? Зошто? Се одвикнавте? Се одвикнав и после ми се чини тука сум актив. Дали мислите дека можеби враќањето во Македонија без Пепи нема што не го замислувате? Прво и времето не е тоа. И малку е разочарувачки. Неколку пати имав настапи, ме канат обавезно кога одам. И кога ќе видам дека не е тоа што било, е многу разочарувачки. Можеби за некој што не знае, е окей, супер. Меѓутоа тој што поминал нешто повеќе и кога ќе ги видам денешните прилики, било да е за снимање, било да е за било што, малку ме разочарува. Овде каде живеете? Сега сум Лајел, што е, како да го објаснам, предградие на Чикаго. Да, предградие на Чикаго. Да. Сами живеете? Сама сум. Сама живеам и, како што реков, немам ни намера да бидам со некој, да го делам животот, барем не сега. Може би во иднина, меѓутоа не сега. Многу сум активна, нон-стоп сум зафатена. Пред работа некојаш одам на танцување. Некојаш после работа. Например, утре одам да танцувам. Имам настапи во Висконсин, во мај, исто така овде во Чикаго, и се спремам за. Така настапи се мисли на ballroom dance, оној кој Мгм, што го практикувате и го вежбате. Мюзикал имав понуда, се размислувам дали да го направам. Да не би можела, ми се чини. Тоа е многу напор. Ќе треба да се откажам од играњето. Од нешто. Од нешто ќе морам да се откажам. Не викам дека нема да прифатам. Но сакав да ве прашам дека сам не се живее. Еве, децата се на свој пат, си имаат кариера. Мислите ли дека може би еден ден да имате и партнер, друг, после она што... Во животот ништо не се знае, не можеш да гарантираш ништо. Така да може би еден ден. Меѓутоа, може би да не сум толку зафатена, ќе имам повеќе време да размислувам да бидам со некој, што е многу природно да се биде со некој. Не е нормално да бидеш сам. А мислам дека на начинот на кој што живеете, размислувате, изгледате, имате додвору. До вас се работата. Благодарам. Ќе го земам ова како комплимент голем. Да, додворувачи има. Ама нема време за нив. Нема време за... Велат дама не се прашува за години. Слободно прашајте ме, ќе полнам 61 во вторник или среда? Кога е 4 февруари? За неколку дена среда. Среда. Нека Супер. ви е среќен да сте ни жива и здрава. Благодарам. И да- ќе бидам во Флорида. И да одите и да уживате и да се сончате и Фала. Одам за работа. Во понеделник вечер патувам и во среда вечер. имате ли пријатели наши македонци
Дружите или повеќе Имам. веќе сте... Имам прекрасни пријатели, една фамилија без кои не може. Ми се чини повеќе од фамилија. За мене, нашите деца пораснаа заедно, машките. И таа жена ми се има најдено толку многу, затоа што јас и тука сум зафатена цело време, и многу пати Емил, например, бил кај неја. Да игра со низ. Ја чувствувам како роднина, а не како пријателка. Значи се дружите со македонци, неколку од нив, повеќето ви се американци пријатели? Повеќето се американци затоа што цел ден сум со нив. Моите активности, се што правам. Нема наши околу, едноставно нема наши во таа средина. И повеќето се американци. Така. Меѓутоа немам никој поблизок од нормално, не зборам сега за фамилија, ама ако збориме за пријатели од ова македонска фамилија што ја спомнувам, ги чувствувам многу близко. Мислам дека разговоров ќе фати, веќе сме до вториот час како разговараме и многу ми е драго за тоа. Се опуштивме убаво. Да, Се надевам дека ви беше пријатно. апсолутно. Марија во Америка е подкаст кој што баш сака да слуша вакви приказни. Да, Сите сме некоја Марија во Америка и сите се соочуваме со со нешто. и сите сме имале и успон, и пат, и среќен момент, и тажен момент, и на никој не му е лесно. На никој не му е лесно, меѓутоа, знаете што се е убаво искуство. Се што ќе искусиме без разлика лошо добро не прави многу посилни како карактери, многу посилни како личности. После се што ќе доживееш, не е лесно да го спакуваш животот во куфер и да дојдеш тука да почнеш од нула. Не секој го може тоа. Едноставно ми се чини те гради како карактер, како личност, те прави да почитуваш многу повеќе и многу поубави вредности од само тоа што некои луѓе мислат пари, но. Многу погрешно. Многу погрешно. Животот е многу краток, поминува. Многу краток, има многу други работи што се важни. Живеете, бидете среќни, исполнети и многу бизи. Точно. Што би се рекло. Точно. Ја раскажавте вашата животна приказна. Драго ми е да ве гледам среќна, весела. После тоа се што сте поминале, драго ми е што сте ова денес. Благодарам многу. Уште еднаш на поканата, беше многу пријатно да се биде ваша гостинка. Беше мило, ние ќе се видиме и понатаму. Разбира. Имајте пријатен живот и среќен живот. А вас, драги мои, се надевам дека ви се допадна овој подкаст. Ако е тоа така, лайк, subscribe и share. Се гледаме следната среда. Чао!